Али Джемал против Петар Михов. Тука ние немавме представник и мора да се потенцира Дивков дека во изминатиот период доста години наназад некако не се работеше на високо ниво со сениорите, затоа и ги немаме реално квалитетни надпреварувачи како што имавме претходните деценија две, да речеме Дејан Митров, Дејан Богданов, уште неколку други квалитетни надпреварувачи, една деценија претходно Љурзин Вранези и уште неколку. Мина зборувам за овие македонски борачи кои што беа во ова понова историја, да наречем 10-15 години. Горан, јас сум во борењето цел живот. И Бобан Данов само да не забораваме. Да не го забораваме дека и селектор на репрезентацијата тој ги води. Така дебитира буквално на македонски бисер. И би сакал да кажам дека борењето јас го следам цело време. Сум дел од него и така не сакам критички да бидам настроен нити некого да навернам или да искритикувам. Меѓутоа, основниот проблем во борењето е системот на надпреварување. Мислам дека и Светската федерација има проблем со тоа. И ние мораме, што се случува? Мора да се мотивират сите борачи за да тренират. Кога дојде во сениорска возраст, тој или ќе треба да екзистира, или да биде професионален борач. Значи сите не може да бидат професионални борачи. Така да и често пати се одлучуваат да прекинат со борењето. И затоа им останал мал избор на сениорски репрезентативци. А додека во малата возраст, кадети и младинци, додека се уште тука се ученици, средношколци, тие се активни. Меѓутоа кога ќе треба веќе да се обезбедат за живот или да екзистират, и ќе мора да се определи или да работи или да спортува. Така да во тој дел мора да се најде решение за овие спортисти. Да, но пред се да се тргне од помлади години, да се селектираат оние вистински, да се детектираат талентите, да се работи со нив и нормално да се очекуваат резултати во сениорска конкуренција. Ако не правите во помлади категории, да речеме врвни резултати или квалитетни резултати, тешко да има основа за да се има резултати како што да речеме вие имавте своевремено и да не зборуваме за оние резултати 80-тите, 90-тите години. Добро, одиме сега со овој меч, иако се работи за двајца бугарски надпреварувачи, сепак добро е да се погледне. Джемал во црвениот агол, Михов син. Голема конкуренцијата кај нашиот сосед, да. Па види, таа е втора најбројна репрезентација покрај македонската која настапува денес на овој турнир. И рибалитет постои бидејќи понатаму можеби на некој од овие борачи ќе им зависи кој ќе биде следниот учесник на некој европско или светско првенство, така да и секоја борба меѓу нив е важна. Така да овој меч е важен од аспект на натршното после распределување и поставување во репрезентацијата. Претходно доби опомена црвениот борач и гледате дека мораше да атакува за да направи акција. Веќе 4-0 води, 6. Горан, ако сте за ти си подолго време во борењето, постојано го следиш македонски бисер, интервјуите ги водиш и така натаму. Ако забележуваш дека поголем број од поените се освојат во партер позиција. Да. Значи тој направи акција по два пати Ауфрайзер, значи 4 поена освои во партер позиција, 2 поени само од стојка. Така. Да, многу повеќе во партер позиција, да, точно. Да. И тоа е она на што ми се чини дека тежнееше меѓународната федерација за да се добија можеби поголема динамика. Затоа се зголемија поените. И бројот на поени, да. Да, во однос на поентирање од нога и од стоечка положка. Да стимулираат борачите да прават што е можно повеќе атрактивни акции, не само да стојат, да речеме, подолго време, што не е дека не е интересно, меѓутоа да не зборуваме дека помалку делува и тактизирачки, премногу калкулатски. И за самата публика делува малку така не. Нема акција, нема поени и едноставно нема интерес многу за гледање. А вака е многу поинтересно. Еве. Ова е веќе 2 нови поена. Да, уште еве. 8-0. Еве уште 2. Сега ако го анализираме овој меч, тој направи 2 пати по 2 поена за освојање од нога и уште 6 поена од партер. Значи 60% се од партер. И така да и кога тренерите би работеле треба да водат сметка дека и тренингот процентуално треба такав да им биде поставен, бидејќи ние мораме да Ауфрайзер, ова се вика техника Ауфрайзер, значи носење преку мост на противникот и со намера да се заврти противникот. И тука доколку некој не го знае тоа да се одбрани или да носи, ќе има голем проблем во текот на неговата борачка кариера. Значи убедливо подобар тука Али Джемал во дуел со Петар Михов. Еве го сега ќе видите Ауфрайзер, значи тука го фаќа за половина и сега
трга на една или друга страна, зависи како противникот го носи. Тоа се вика Ауфрайзер, многу исклучително силна акција. Тука малку. Еве уште еднаш.